Добро вечер, граѓани на Македонија. Вечерва и официјално го вклучуваме алармот за потрага по вистинските човечки вредности. Ако некој ме праша со еден збор да го објаснам принципот на функционирање на алармот, тогаш без размислување ќе кажам доверба. Таа ме донесе овде и без неа сум никој и ништо. Довербата потекнува од зборот верувам. Основно чувство што ни овозможува да обстанеме. Богатиот без неа е сиромав, а сиромавиот со неа е побогат дури од најбогатиот. Довербата не се купува, не се продава, не се мачка на лице, не е новчаник полн со пари, но може да се изгуби. Ако некој од вас ја изгубил, кажете ни, за да алармираме. Јас сум Синоличка Трпкова, а ова е Аларм. Токму поради довербата, мои вечерашни гости се најважните граѓани на Република Македонија. Тие ќе носат нашата иднина, се сведоци на нашата сегашност, а ако ги погледнеме, ќе се сетиме на нашето минато. Децата. И тоа не е обични деца, деца со посебен актерски талент. Добро вечер на сите. Од левата страна Гораст, Никола, Даме, Катина, Ива, Марија, Мила, Лили и Сашка. Овие деца имаат доверба во мене и се пријавија да бидат дел од мојот проект, кој беше исто така експериментален проект, под името Драма во основното образование. Нивните родители исто така имаат доверба во мојот експериментален проект и затоа им дозволија на децата да бидат дел од него. Иако името на проектот е Драма, се работи за вежбање на комуникацијски вештини кај помладите генерации, каде што во западните земји е и практика тој предмет да биде слушан и во основното образование, па некаде и во гимназиите, и во средното образование. А кај нас, за прв пат јас пробав да го работам со овие деца од училиштето Димо Хаџидимов. Се забавувавме, учевме еден за друг, научивме да не се срамиме, научивме да ги кажуваме отворено нашите идеи, размислувања, научивме да им даваме форма на нашите мисли и на нашите фантазии. И мислам дека имавме многу убаво време од 3 месеци заедничко. Јас, наместо со разговор, решив емисијата да ја започнам со акција. Добро ме слушате ли вие? Прекинете! Тишина! Часот е почнат, прекинете! Ке ве кажам сите на гласниот прекинете! Ви реков да прекинете! Абе, вие две прекинете! Што спорите од преска? А вие двеца? Тишина! Прекинете ли еднаш да спорите? Како жаби на празно, прекинете еднашка! Сега сите на директорот ќе ве кажам. Ова е како не треба. Да, треба да издаваш
Добар ден, деца. Еве, молам за тишина, да не се караме како вчера. Како сте денеска? Добри, мала. Нема ново? Ништо. Ке вас? Ништо. Некоја случка или нешто ви се случило? Па, мене. Што? Бев во Бугарија на одмор со моите родители, бев во Токио, да. Кој многу убаво се проведов на саничке. Аха, добро. А вие што правите за викендот? Па не, јас ништо. Се сед. Добро. Што ќе учиме денеска? Видете новата лекција, не знам на која страна. Мислам осечки дека е на 140. Па добро, ајде, направете план. Може вие две да ги пукнете мастиките? А, сече одма е. Извинете. Повелјата. А вие двајца како сте? Добри. Вие како сте? Добро. Ајде, вадете книги, почнувате со работа. Ама без борење. Извинете, саничке. Нема да се повтори. Нема. А ова е како треба. Значи, видовме две ситуации. Една како не треба, а другата како треба. Кога сме веќе кај овие ситуации, теми околу наставници и деца во училиште, би сакала да ве прашам нешто. Како треба да изгледа еден наставник за вие да му симнете капа и да кажете, ова е најдобар наставник или наставничка на свет? Има ли какви карактеристики треба да има? Ајде да ме кажи. Да објаснува Да објаснува добро. Да, да објаснува добро и да биде добар со нас, да не почитува како деца, нели? Да не е цел час како ај се почнал часот и ние само ќе учиме, туку да има моменти каде што ќе можеме да се насмееме со наставникот. Значи да ви биде пријател на некој начин. Да, пријател на некој начин. Да. Кои други карактеристики? Значи треба да е интересен. Значи треба да е интересен за вие да го слушате, а не да вика цело време доста, доста и доста. А кои други карактеристики би требал да ги има наставник, освен да биде интересен и да ви биде пријател? Знаете, слуша. Да те сослуша. Значи ако имаш проблем, да можеш да му кажеш и да ти даде евентуално Да совет. се обратиш. Да му се обратиш. Да. Значи веќе 3 карактеристики има. И да не ги решава сите проблеми со казни. Да не ги решава проблемите со казни. Да. Добро. Друго? Да знае да објаснува, бидејќи тоа е прилично битно за еден наставник. Значи да има квалитети, Да има да го квалитети. привлече вашето внимание. Без разлика за кој предмет се работи. Да направи часот интересен. Да го направи часот Да интересен. не биде досаден. Да, Што ми е досадно, ние сме секогаш криви. Да, бидејќи вие досадно вие сте криви и вие сте казнетите. Да. А што мислите вакви активности како овие драма активности? Кога би се внеле на час по математика, онака само да го скршат часот 5 минути и после да продолжите, би било интересно тоа за вас? Или? Да. Добро. Да, бидејќи ќе излезам од секојдневната рутина на која се одвива на часот по математика. Так. Добре, да ве прашам сега вака, ама искрени да бидете. Дали има некој наставник по вашето училиште, што е стварно наставник, онака, пример наставник, што вие го сакате и што ви е драг? Да. Имате, значи, такви наставници? Одлично. Да ги споменеме? Да или? Да. Па за убаво ги споменуваме, лошите нема да ги споменеме. Ајде, чујам Зоран по физичка. По физичко? Да. Зошто е добар? Да, фудбал да играм. Да, кога? Значи, вас ќе е потребна некоја активност која ќе ве ослободи, која ќе може да трчате, кај што можете целата енергија да ја ослободите, освен да седите. Со него. Да се зафркаваме. Правите шеги. Да. Се смеете. Наставничка по вештини, таа е исто добра. Зошто? Па има некои работи што интересно ни дава на часот повеќе да кажеме од тоа што се другите часови. Значи ви дава можност да се изразите, ви дава простор да се изразите. Маре по техничко е исто најдобро.
Така, значи, кога добивате простор кај наставниците за да се искажете повеќе, тоа е веќе нешто сосема поинако. Јагода по македонски. Па значи сите наставници ви се добри. Маријан по македонски. А сега да видиме како на оваа тема размислуваат децата од Нова. To be my favorite one, a teacher should be funny, willing to teach us something. For example, in the Netherlands, I had lessons from teachers. They just weren't willing to help us and teach us. But these teachers at Nova are really willing and able to help us with everyday questions about their subjects. I would like my teachers to be like organized and always prepared for class. And also not only teach their subject, but somehow relate the subject to life in general. And that's what my Macedonian teacher, like Tanya, she's also my homeroom teacher. She's definitely my favorite teacher because she's always there for me. She's not only for me, for all of her students, because she's always available and willing to help us, in not only for school, but in different ways also. My favorite teacher should be funny, energetic, enthusiastic about the subject. Should also be willing to go the extra mile for his or her students. Bella, our English teacher here, is a good example. She's not only an English teacher, but she's the college counselor. She helps student council organize all our events. So, I mean, if you need a good teacher, that's the perfect person. She's a leader and she is willing to go the extra mile for her students. My favorite teacher is a teacher who is interested in the progress of the student and who also is more than a teacher and a friend. He is also a friend because when someone's close to you, you spend so much time, you need to be open to them and to be able to talk about everything. And also a teacher should be not only interested in that subject, but be willing to help you in any aspect of your life. I do have, not one, but I have like a couple of favorite teachers. They're usually funny. They like to talk about other things and it makes others enjoy them. They should be able to make jokes and they shouldn't be strict in a bad way. And my favorite teachers are Teacher Davis, the English teacher. I don't have a favorite teacher because I don't want teachers to have favorite students, so I think it's a sort of a mutual agreement between teacher and student that it should be this way. For a teacher to be my favorite teacher, he needs to treat his students as friends rather as students too much. So as Bosworth said, he should really demonstrate what he's talking about, really. We should go to a lot of expeditions or trips outside of school in order to fulfill the material we have studied from books. А да ве прашам сега, веќе кога креираме еден идеален тип на човек, рековме наставник, дали, како би изгледал според вас, како би изгледало едно идеално момче или девојче, значи, кое би било кул, онака. Во сите времиња, во сите простори, би му симнале капа и би се огледале на него, би рекле, таков или таква сакам да бидам. Како би изгледало? Кои карактеристики треба да има такво едно момче или девојче? Ајде наброиме какви карактеристики треба да има. Па, например, не треба кога ќе поминеме например покрај него да поздржиш и така само да помене. Значи да е комуникативен. Да, комуникативен. Да е комуникативен, односно да ти обрне внимание. Да. Искрен. Да, можеш да му се повериш, например, ако нешто сакаш. Да му се довериш, да му кажеш, така, понатаму. Да биде добар и искрен. Да биде добар и искрен. Да ги разбира луѓето. Така. Да биде забавен. Да биде забавен. Да. Да ги разбира луѓето, ова ми се допадна. Да ги разбира луѓето, значи, кога имаш проблем, да знае да те сослуша, да те праша што ти е. Значи, тоа се вика научно емпатија. Значи, кога имам чувство за твоите чувства и ги разбирам твоите чувства. Дали имате такви пријатели? Да. Колку лесно едно такво дете или едно такво момче може да обстои денеска во ова време, кај што мора да имаш мобилен телефон од, не знам колку беше, 25.000 денари беше? Кај што мора да имаш патики кои се последна мода. Дали може едно такво искрено, добро, комуникативно момче или девојче да обстои во едно вакво време во кое живееме
Или не може? Што мислите ви? Многу тешко. Па, знаете, мислам дека може, затоа што сепак мислам дека луѓето имаат многу повеќе вредности отколку тоа каква му се патиките или каква мајца носи или дали не знам му е од дали му е купена на пазар или му е купена, не знам, од Dolce и Gabbana мајцата и е 100 евра. Така. Тоа според мене се најнебитните работи кои што би требале да го красат еден човек. Така, значи тие работи што се битни не се гледаат во принцип, Да, се не чувствуваат. Не мора значи ако некој е честен и искрен дека мора да биде и богат и да има нешто дека што нема Да, бидејќи другите. сепак за да си убаво облечен, нели, дотеран, треба да имаш и малку повеќе финанси, што како Денеска е тешко малку. денеска е Меѓутоа, доволно е да си уреден, да си чист Да. и да ги имаш сите овие карактеристики што вие, прочем, ги споменавте. Има еден англиски израз, велат рол модел. Знаете што е рол модел? Тоа е пример, да речеме во некоја земја, постои некој момче или девојче, дали е естраден уметник, дали е политичар, дали е од било која професија, меѓутоа е пример како треба да изгледа, на кој треба да се огледаме и како треба да изгледа идеален тип на човек. Дали вие во нашето живење можете да најдете некој тип на човек што еве би се огледале на него, некој од јавноста, некој од јавниот живот, што би рекле, или дали постоело такво некое момче или девојче за кое би рекле дека на вистина ги има сите квалитети на вистински човек, или дали постои таков некој ви текнува? Тоше. Зошто? Тој беше хубав човек со големо срце и сите го сака, едноставно имаше прекрасен глас и прекрасен човек беше. Што беше тоа што ете Тоше го има, а многу други го немаат? Дали можеше веднаш да се види или цело време го носеше со себе и се насетуваше како енергија? Имаше прекрасна харизма. Имаше харизма. Да. Точно. Значи Тоше беше еден пример за тоа како треба да изгледа еден млад човек. Затоа што беше комуникативен, затоа што слушаше и разбираше, имаше разбирање за туѓите проблеми, и слушаше и туѓите приказни, немаше ни еден порок и згорана се спортуваше. Ви благодарам, а сега преоѓаме на следната тема, односно на следниот блок, повторно со акција. Грешка. Ќе може да играм? Мола? Јас да играм со тебе. Нема шанси, види само како си облечен. Не, фала, не мораш. Грешка. Жали ме. Марио. Ве молам да играм. Толку многу ми се игра. Аре, бегај таму седак еден, ајде, да не те гледам, одма бегај. Никола? Не. Катина? Не. Толку многу ми се игра, ве молам да ви се придружам. Бегај, да со таков како тебе никој не сака да се дружи. Ова е како не треба. Никола? Не. Ќе може да играм со вас? Ти рековме, бегај! Катина? Јас не играм без него. Може и тој да игра? Може. Може. Ајде, придружи се. Ајде.
Ова е како треба. Значи, има и вакви ситуации на училиште, како ова што ја видовме сега. Или нема многу често. Се случуваат такви работи на училиште? Да, има. Да, има. Има Да? Има поради тоа што некој е различен, да не го прифатат, токму заради тоа што е поразличен од другите. Да, има некои деца, например, сметаат дека некој дете е сосема различно од нив и не го примаат во игрите. Тоа сосема не е во ред. Јас сметам така. Колку можеме или колку можете вие на училиште да се борите против разликите, имено да не ги сваќате разликите како проблем и како причина за некого да одвоите, туку напротив, разликата да ве сближи. Дали имате некој таков предмет каде што учите да се почитуваат сите разлики помеѓу децата, без разлика од која националност се или од кое семејство се, дали се богати или сиромашни, дали имаат црвена коса или црвени чевли? Па имаме, учиме граѓанска култура. Граѓанска култура. Морално-монастичката е супер. Така. И не учи дека разликите во тоа, например, како е облечено детето или како се однесува, воопшто не се важни. Дека е важно како тој се однесува кон тебе, дали ќе те почитува. И дали ти се свига како другар. Значи не треба да гледаш кон материјалните работи, треба да гледаш каков човек е. Дали вие тоа го правите? Дали така ги бирате вашите пријатели? Или ги бирате по тоа... Па ние да, ма други не. Вие да, други не. Тоа е проблемот. Да. Постои ли начин да се влијае позитивно во средината околу вас со пример, еве? Или дали овие часови по драма можат да ги сближат луѓето, да речеме ако се различни или ако ги ставиме на исто место сите да работат тимски, да креираат нешто заедничко, дали тоа може да помогне во сближувањето помеѓу децата? Затоа што знам дека некој од вас после часовите, кога завршија часовите, ми рековте дека не се срамите повеќе и дека многу поотворено се чувствувате и дека сте стегнале многу повеќе пријатели. Да. Да не бевте вие заедно во таа група каде што работевме, немаше да бидете можеби и пријатели. Значи, дружењето преку некои такви активности овозможува да се запознаваме еден со друг. Колку можете да бидете свој, ама тоа што сте, да го кажете тоа што го мислите, тоа што го чувствувате. Малку. Малку? Па... Како малку? Секогаш треба да се бори за своите права, сепак. Мораш да се бориш за своите права, ама тоа значи дека си свој, секој се бори за своите права? Добро, треба да се На честен бориш за начин? другите. Да, треба да се бориш за другите. И за другите, значи, Да, треба да се нешто, бориш. да. Значи, да не мислиш само на себе, туку да мислиш и на тој до тебе. Да не го забораваш и тој што е до тебе, така? Па да, треба да се бориш и за другите, сепак, затоа што секој човек треба да има некој до него, што ќе му помогне и што може на некој начин да му укаже што треба да правиш, а што не треба. Например, родителите. Они се за тоа тука да ни укажат што треба, а што не треба. Оставивме и за нив еден блок на крај. Така што Да. и за нив ќе направиме муабет. Треба како другар така да се однесуваш. Како бирате пријатели? Овој ми е пријател. Зошто така ми се свиѓа? Или? Не. Или потребно е време? Треба да имаш... Па, треба да имаш доверба во него, за да можеш да му се довериш, да веруваш во него, нели? Да не ти ги издава тајните и да те разбира. Да. А не само заради тоа да се шета со тебе. Да, не само другар си имате ти, туку мора да биде сепак тоа вистински другар. Значи треба и кога ти е лошо, и кога ти е тешко, и кога плачеш, да е до тебе и да те разбира. Да. Има ли такви луѓе? Има, да. Има. Добро, тоа е многу важно. Па добро, да видиме сега како децата од нова размислуваат на оваа тема.
I think that for a person to be a good role model, it's very important for them to be pursuing of their dreams, but they should also help others achieve their dreams as well. Because if we're the only ones who try to achieve our goals, it's a very self-centered world that we will live in. So I think it's very important to build a community through setting an example and encouraging others to follow in our steps. I like determined people and people that believe in themselves and that know what they want and that they have dreams and they're trying to achieve their goals. And I also think that they should be like genuinely good people to help others, not only help themselves but also, you know, appreciate other people. To be honest, it's a very important quality that every person should possess, and also it is very important to appreciate other people, to help other people, and to be very friendly. He should be a team player because nowadays you can't survive alone. Also, it's good to have an optimistic view on life because that's the way to survive. Well, a young person should definitely devote himself to his studies first, and then take care of nature, have a lot of friends, be nice to everyone. Someone should be honest, they should support you, and they shouldn't say bad things about you behind your back. I usually choose friends that are usually serious and funny at the same, like at different times, but they have to usually, well, usually they are different than me. Like, I choose someone that's not like me, but someone that's different, more international like. I don't really think you choose your friends because you kind of feel whether they can be your friend or not. And it's important to me that they like to do the same things as you, so you can do stuff together. They should have some of the same interests as you. You might learn from them. They should be very nice to you. So if somebody says anything behind your back that you don't feel about, he's not your real friend. And he should be always there to support you, no matter what happens. Тато. Абе, бегай јаде тука. Бегај, остави ме да си гледам телевизија на рад. Тато, имам проблеми на училиште. Телевизија на рад да гледам. Тато, ама имам проблеми. Тргни се да си ги догледам вестите на рад. Тато, мора да ти кажам нешто. Имам проблеми. Бегај. Сите во школа ме одбегнуваат и не се држат со мене. Сите другари, другарки. Не знам во што е проблемот. Можеш ли ти некако да ми помогнеш? Опци ги ти нешто, не знам. Тато, не можам така. Како не можеш? Ајде се тргни се пред телевизор, донеси едно пиво. Но морам да ти кажам. Морам, не можам веќе. Од кога се обидувам? Добро, ајде докажи, ајде. Кој ще Па, се? сите на училиште ме одбегнуваат и другарките, и другарите, и сите. Па ти одбегнувај ги, што да правам јас? Јас ли да ти го решам проблемот? Не, тато, но некако ти можеш да ми помогнеш, не можам јас сама. Не можам, ајде донеси едно пиво. Но побргу, тргни се пред телевизор да ги може би вестите. можеш да се обидеш да го решиш проблемот. Не можам. Ајде тргни се. Тргни се тука. На тебе ти зборувам. Оди ти одбегнувај ги другарките и другарите. Нема јас да ти ги решам сите проблеми тука. Не, тато. Но Добро. Добро. Добро, тато. Ова е како не треба. А ова е како треба. Тато, имам проблеми на училиште. Добро, ајде седни да видиме што е проблемот. Седни, ајде да видиме што е проблемот. Тато, сите другари и другарки ме избегнуваат. Во што е проблемот? Па не знам, може би мисла дека не сум доволно добра за да се дружам со нив. Па добро, зашто не поразговараш со наставничката? Па пробував, но не може. А да Тие пробаме самите некако треба заедно да го решиме проблемот. Па може, но Пробај ти прво со наставничката, а потоа јас ќе видам. Пробај да... Може би така би можело. Фала ти, тато, многу ми помогна. Одам сега да си играм со другарите, а потоа ќе одам кај наставничката. Сега се на ред родителите. Едно прашање за вас. Не е директно за родителите, меѓутоа, според вас,
Кој игра најголема улога во вашето воспитување? Кој најмногу ве воспитува? Родителите, телевизијата, улицата или училиштето? Како родителите? И училиштето? А улицата? Не? Ама на улица кој ќе играте, кој ќе се случат некои непријатни работи во кои се наоѓате, да речеме, како ситуации. Мама и тато не се тука, наставникот не е тука и што правиме? Учите да се наоѓате сами? Па и на улица сепак учиме нешто, бидејќи кога, например, некој има проблем, ние веднаш ќе одиме и помагаме и тоа сепак нешто можеме да научиме, да си помагаме, така заедно да бидеме. И сепак можеби малку од улица. Како вие би си го воспитале вашето дете? На што би го учеле? Па, јас мислам дека кога би имала дете, пред себе се однесувала со него како другар, не како родител, бидејќи мислам дека е прилично важно детето да не се чувствува самено. Тоа не се чувствува самено, нели, тука е со родителите. Не знам, учи со нив, тие го испрашуваат. Ама сепак не е тоа да си, како да кажам, да поиграат родителите со детето, да погледат некој убав филм или да се забавуваат заедно, бидејќи ако само го поминуваат времето заедно како учење или нешто што баш и не е по голема волја на детето, мислам дека тоа ќе се одрази на неговото воспитување. Сашка? Па, пред се би го научила да ги цени правилните вредности на животот, значи исто тоа што кажа Лили, да не се осеќа самено, нели? Да му бидеш другар од една страна. Да може да се довери, да може да разговара за се со тебе и да го научиш да биде искрено, да не ги навредува другите и да не го осудуваш. Мислам дека не треба да се да не го осудуваш. Да. Мислам дека не Што ќе се случи ако го осудувате дома, ако направило грешка детето, да речеме? Детето, мислам, ако почнеш да го осудуваш, ќе се чувствува една страна вредена, јас мислам. И повеќе ќе изгуби довербата во родителот. Да. Дали ве слушаат вас родителите? Ама, дали ве слушаат? Да. Да. Имаат уши? Па да. Дали секој пат ве слушаат, ама на вистина, и кога имате проблем? И кога сте несреќни? И кога сте среќни? Знаете ли деца што не ги слушаат родителите? Познавате ли такви деца исто? Да? Познавате, значи има и такви деца што не ги слушаат родителите. Кои се вашите обврски дома? Правите нешто, освен што спиете, јадете, играте и учите? Имате обврски? Или ништо не си правите дома, си уживате? Само компјутери? Обврски во семејството. Значи секој има улога во семејството. Еве да речеме, која е улогата на мајката во семејството кај вас? Што прави мајката? Да прави ручек. Да прави ручек. Друго? Да прави вечера. Да прави вечера. Да биде стално весела. Или не? Да. Да? А кога е тажна, што се случува? Ја тешиме. Ја тешите, добро. А таткото што прави во фамилијата? Која е улогата на таткото? Гледа телевизија, гледа вести во 7. Па има и такви татковци, или нема? Што само гледаат вести, пијат пиво и не сме никој ништо да каже која се вестите. Не, која е улогата на таткото во семејството? Најсериозно. Да попре нешто кој ќе се расипе. А да ве гушне? Да ве погали? Носи пари или мајката и таткото носат пари? Работат и двајцата? Тато поише. Ај кажете ми сега, Еве, за крај, што е за вас добар родител? Ама стварно добар родител.
Па, добар родител е тој што, например, може да те сослуша, кога имаш проблем да можеш да му се повериш, да ти помогне, понекогаш да може и така да биде забавен, да те насмее. Така, не само да имаш доверба во својот родител, да ти биде како другар. Па јас мислам дека за да бидеш добар родител, треба према детето секогаш да имаш позитивна енергија, да го развеселуваш, да му помагаш во неволја. Друго? Да го искараш некојаш. Значи, родителите можат и да искараат. Значи, добар родител е оној што знае да биде и строг? Да? Да. Значи, не ви смета ако со право родителот е строг, така? Значи, ако ви забрани некоја работа со право, нема да му се налутите или ќе траснете вратата и ќе излезете и ќе речете нема. Или? Не? Навистина сте толку добри деца? Не, па дајте малце. Еве, јас ќе си кажем, имам син кој е исто многу добар, ама знае да ја драсне вратата. И што прави тогаш родителот ако вие драснете врата? Се случува, значи, и тоа. Добро. Па секој случај, значи, дека родителот треба да биде и строг, и праведен, но и добар. Сега да видиме како децата однова размислуваат и на оваа тема. A good parent should know when to be a disciplinarian and when to be a friend to a kid. She should understand that not everything in life is strict, and so they should find the place where they can be open and honest with their child, yet still have a respectful relationship with their child. Respect has to be mutual. So respect is very important. If a parent is respectful towards their child, then I think that respect will be returned from the child. A good parent should support the child in any situation, and I mean really in any situation the child is in. And a good parent should understand the child and talk to the child and give reasons why the parent says no to the child, and not just saying, no, you can't do that, but say no because this and that. And then the child will understand and will listen more to the parent, and the information the parent wants to give to the child will be better transmitted through this way. A good parent should support you with anything you do, even when you're not nice. They should help you by getting nicer and just acting different. They should tell you to do your homework, but in the same time give you enough free time for yourself. Good parent spends a lot of time with his child, gets involved in what he's doing at school. Yet he does support him in everything he does, no matter what kind of deed he did. They should give them advice about their future. They should support their thoughts and their feelings, and they should give them advice from time to time. Everybody should partake, so everybody should have a role and responsibilities and contribute to the whole family. For example, in my family, my sister and I clean our own rooms, we vacuum and everything, because it's very important to contribute to the families. I too have to help my parents, especially because they both work and they can't always take care of everything, so I do have to help sometimes. And I'm not reluctant to do that because I like helping them. I know all the things they do for me, they make a lot of sacrifices, and I have to make some sometimes too. So I often have to take care of my younger brother, help him with his homework or something when he has a problem, and I also sometimes help my mom when she cooks something. I have responsibilities like helping with chores and sometimes preparing meals, not something big but simple, but still I make an effort to help. My responsibilities are a little bit elementary, since I just help my dad when he has problems with his computer. So anytime during the day he just screams for my name and I have to come and help him because he doesn't know how to push the button or anything. And then, or my mom comes and she asks me, Marco, would you buy this? Marco, would you go downstairs? Marco, will you do this? Sure, why not? I'm always open to help my mom in everyday situation. I have to do things like feed the dog, clean out the dishwasher, clean my room. I don't always do them,
I try my best to help out my parents. They probably yell at me a lot about not doing them. So I do my best in, participating in family chores at the house. My parents don't force me to do anything, but they understand that I do often clean my room without even telling me. I sometimes do the dishes and other things around home, but they don't need to tell me. I just do them by myself. They don't need to give me a specific duty because I always do it by myself. So. Значи, кога сме кај обврските дома, јас сепак би ве прашала да ми кажете кои се вашите обврски дома. Еве, машките ќе ги... Гораст, дали ти нешто имаш некаква обврска дома? Дали мораш нешто да сработиш, освен што ќе спиеш и што ќе јадеш и што ќе одиш на училиште? Па, треба да учам, то сигурно. Значи, треба да учиш. После? Па, ако имам нешто за чистење, тие работи морам да ги завршам. Чистење твојата соба или... Да. Да, и па и на други места. И на други места. Значи, ти помагаш на мајка ти и чистиш? Да. Добро. Друго? Ѓубрето кој го изнесува надвор? Па некој пат ја, некој пат мајка ми. Значи, ти помагаш дома? Да. Мислиш дека да помагаш дома е добро или е тоа малтретирање на деца? Добро е. Зошто е добро? Па, помагаме на нашите родители. И учиме? И учиме. Какви треба да бидеме кога ќе пораснеме? Да. Даме, помагаш ти дома? Помагаш ти дома? Да. Да? Што правиш? Фрлам ѓубре. Фрлаш ѓубре? Само фрлаш ѓубре? Не с прозор или... Значи, тоа е твоја обврска? Да. Тоа е твоја обврска. Други обврски имаш дома? Па, ретко ја средам детската. Мораш да ја средиш детската? Не, ретко. Ретко? Како ретко? Па... Вика мајка ти по тебе зашто не ја средуваш? Не. Не? Треба ли децата да чистат дома и да одржуваат ред? Барем за своите работи? Треба, да. Да, а треба ли да помагаат дома? Треба ли да постават маса? Ако си машко? Треба. Можеш да измиеш некоја чаша и некој тањер? Не. Зошто не? Не знам. Само се гуши прашина. Зашто така мислите за машките? Па, само така рече. Добро, дали од вечерва ќе помагаш малку повеќе на мајка ти? Ќе миеш по некоја чаша? Не знам. Да, да? ќе помагам. Мислиш ли дека е битно децата да помагаат дома? Да се дел од семејството на таков начин? Па битно е, да. Битно. Добро. И Никола? Вага, од машкиот дел ме интересира. Дали помагаш дома? Да. Што помагаш, Никола, дома? Па средам мојата соба и други некои соби, поставам маса за ручек. Аха. Ова мајка ти слуша, да знаеш. Купувам леп. Пази што ќе речеш. Купуваш леп? Да. Дали знаеш да готвиш? Па, не е баш толку. Не, а ти интересира тоа? Да. Да. Добро, супер. Значи, одлично е. Младите генерации на мажи, значи, сепак помагаат дома. За девојчињата знам дека помагаат. Еве, Катина, ти имаш обврски дома? Да, јас имам обврски. Во мојата детска, значи, нешто да избришам прашина, да средам, тањери да измијам, чаши, така. Дали имате ред или кој како стигне помага? Па, кој како стигне. Кој како стигне? Секој што ќе е слободен дома, ќе може нешто да избриша. Значи не вика мама, направи тоа, направи, сами ви текну. Не, јас сама, мене ми текну. Што мислите дека тоа може да помогне во воспитувањето на детето ако од мали нозе помага и ако има чувство за одговорност, да е одговорен ако ништо друго према својата соба? Треба да помагаме. Па треба да помагате. Значи, тоа е сосема нормална работа, така? Значи, не се срамите од тоа да подработите дома нешто? Не. Не, зашто да не, баш напротив, тоа е како е рекреација. Например, ако се симнам додолу да го изнесам ѓубрето, ќе претрчам низ скалите, така ќе се раздвижам.
Значи може да биде и забавно помагањето дома. И може да сретнеш некого по пат. Марија, ти помагаш дома? Да. Што правиш? Па си ја средам собата, го изнесам ѓубрето, купувам леп. Значи, даваме Со добар... брат ми. Се караш со брати. И тоа е дел од помагање или одмагање. Добра. Во секој случај давате добар пример за младите деца. Ова е добар пример и за моите деца, меѓу другото. Поканивме и некои од родителите од нашите вечерашни гости да ни одговорат на прашањето како ги сакаме нашите деца. Како ги сакате вашите деца? Многу ги сакам. Нели, тоа се мои деца и јас многу ги сакам и се обидувам љубовта која што ја чувствувам према нив, секојдневно да ми ја покажам. Најмногу преку дружењето со нив, преку разговорот. Секојдневниот разговор, ние преку тоа дознаваме што ги мачи, што сакаат, нивните желби. Дружбата е она што најмногу не поврзува со нив. Јас и мојата сопруга, нели, се трудиме прво се во рамките на нашите можности да им пружиме во животот онолку колку што дозволуваат нашите можности. За било што, дали е со учењето, помош при учење, проверка или едноставно одење во град заедно. Значи, воглавно се што правиме заедно и гледаме да си го искористиме тоа време заедно, да си поминеме што е можно повеќе време. Се трудиме да учествуваат во сите одлуки кои што ги носиме ние во семејството. Вклучуваме и во нивниот живот, на проблемите, да им ги решиме доколку можеме. Буквално сакам да сме многу поврзани, за да комуникацијата исто отворена. Да речеме, заедно со малата ќерка ние одиме на риболов. И мислам дека тоа се оние нешто со кое што ние покажуваме љубовта према нашите деца. Значи да посветиме што повеќе внимание на нив и покрај тоа што имаме премногу обврски. Родителот, како родител, барајки екзистенција, бизнис и сопругата и сопругот, на една страна, децата се оставени сами на друга страна. Они имаат све дома. И компјутери, и телевизори, и DVD системи, и плеери, и све. Тоа е замената за љубовта? Да. Што е тоа? Сосема погрешно. Имаме задолженија кои што практички не преокупираат 24 часа, меѓутоа тие 24 часа покрај сите оние обавезни обврски во животот мора малку да најдеме време и за нашите деца. Отсутноста на родителите од домот. Кога надокрадуваме преку еве ти 50 евра, еве ти 100 евра, еве ти убави патики, значи ли тоа дека... еве ти марка гардероба, еве ти добра кола, немаат контрола децата, што им работат. Каде ги трошат парите? Каде ги трошат парите? Зашто ги кого трошат? се движат? Противник сум на материјалните вредности. Значи преку материјалните вредности да им покажуваме колку ги сакаме и еднаш во денот да ги видиме половина сат и им кажеме сега кажете што сакаме да ви купиме ние и со тоа да видите колку многу ве сакаме и ве обожаваме. Ова исто прашање го поставивме и во училиштето Нова, каде што секој вторник наутро родителите се собираат и пијат утринско кафе и разговараат за проблемите околу нивните деца. Како ги сакам, јас мислам на еден единствен начин, затоа што се обидувам да ги сакам на оној начин со што повеќе позитивно. Позитивно во смисол да науча дека овој свет не се базира само на некои политички сензации, дека едноставно тој материјалниот дел не е се звезда водилја во животот, така да едноставно да позитивното всушност насмевката е она што треба да го научат од мене. Многу ги сакаме. Не ги сакаме, тоа се емоции. Тоа не може да опишеме дали ги сакаме, не ги сакаме. Тоа е тремор у душата, што века. За мене најважно со моите дечиња е комуникацијата и поддршката во секој поглед. Дали е во однос на едукацијата или во однос на емотивниот живот. In the mornings before the kids go to school, I try to spend, just 5 or 10 minutes with them individually.
and just to tell them things like, you know, be good today, everything will be okay. You know, if you have a problem, you can solve it by just thinking and that you're great and special. Како ги сакам, мислам дека формула не постои. Сите родители, дури оние во Африка, во Америка, во Русија, не знам, во Јапан, се трудат да ги сакаат своите деца на оној начин кој што мислат дека е најдобар за нивните деца. Така да не би ги ставала во некој клише, можда некои луѓе повеќе или помалку, едноставно ги сакаме децата на оној начин на кој што мислиме дека е најдобар. Па новие вредности што се наметнат моментално се збунет. Љубовта е една работа према нив, меѓутоа треба да пренесеш искуство од твоето искуство, да го пренесеш на нив. Колку ќе успеете да бидете со нив повеќе време, ќе успеете повеќе. Децата забележуваат се, дали се интересираме за нивниот живот, за нивниот напредок, прогрес. Па мислам дека е најбитно да се повеќе разговор со децата, повеќе отвореност. И они го сваќаат тоа, ако е љубовта према родителите дома искрена, они полесно тоа ќе го абсорбираат. А сега ќе се обидеме да покажеме дел од нашата работа, она што го работевме изминатото лето беше. Се сеќавате на игрите што ги работевме, да. Овие игри инаку се игри кои многу често се играат во Западна Европа, да кажам, и се користат во образованието многу често, затоа што ја развиваат креативноста кај децата и им помагаат на децата да се искажат онака тие како што сакаат и тие како што замислуваат. Од кај ќе почнеме, Сашка, од кај тебе? Не од кај тебе, Лили, од кај Сашка, реков. Ти си втора, па не си прва. Сашка? Ајде да почнеме со нашата игра во круг. Можем јас да почнам, сакате? Јас ќе кажам, сакам сладолед. Што сака Сашка? Сакам сладолед од чоколада. Сакам сладолед од карамела. Сакам торта. Сакам помфрит. Сакам колачи. Сакам чоколада. Јас сакам торта. Јас сакам бомбони. Јас сакам сладолед од вишна. Јас мразам училиште. Ајде видам што мразите. Што мразам? Мора ништо да мразиш. Или не мразиш ништо? Па, ништо не мразам. Не сум таков човек. Или е полно сообразно. Мразам тестови и спрашувања, освен кога знам. Мразам луѓе кои што не почитуваат и кои што кои што вреѓаат. Мразам писмени. Мразам змии. Мразам кучиња што идат по мене. Мразам да станувам рано. Мразам да станам касно. Мразам тарантули. Кога би била председател на Република Македонија, би посадила секаде цвеќе. Кога би била председател на Република Македонија, реформи во здравството. Кога би била председател на Македонија? Па тешко прашање. Зашо тешко? Па има многу работи. Па кажи една. Што би направила прво, еве ти, Лили? Кога би била председател на Македонија, што прво би направила? Би отворила H&M. Што би отворила? H&M. А што е тоа? Бутик. А, бутик. Добро, Марија, кога би била председател на Македонија? Кога била председател на Македонија, би ги изгрижила сите бездомници, бидејќи тоа наистина тажно кога ќе видам бездомник на улица. Кога би била председател на Македонија, би направила сите часови да траат по 5 минути.
Кога би била председателка на Македонија, би направила да има училишта во кои ќе има униформи како оние кои што се во странство. Кога би била председател на Македонија, би направила многу зелени паркови, каде што можат децата да си играат. Безбедно. Кога би бил председател на Македонија, би ги укинал тестовите, испрачувањата. Одлично. Кога би бил председател на Македонија, би сакал да се учи само сабота и недела, а другите денови да се одмара. Ја мислам дека и сега е тоа така. Ако би бил председател на Македонија, ќе сум направил домови за сиромашните. Кога би била полицаец, тогаш би ги казнувала сите што плукаат на улица. Ако би била полицаец, би ги казнувала оние кои што фрлат отпадоци на улица. И кои што поминуваат на црвено. Кога би била полицаец, ќе им дадем доживотен затвор на не знам, на виновниците за... Не знам, за убиство, За убиство? Добро. И би дала казна за тие што плукаат на улица, фрлаат отпадоци 50 евра. Добро. Може и да се зголеми цената. Може и поскапо да биде. Кога би била полицаец, би ги привела сите оние што ја уништуваат природата и оние кои што едноставно не можеш да бидеш безбеден покрај нив. Кога би била полицајка, би уапсила сите оние кои прават лоши работи, што го прекршуваат законот. Кога би била полицаец, исто така, би отишле во затвор тие што се виновни, нешто што сториле лошо. Кога би била полицајка, би ги затворила сите оние што загадуваат околината. Бил полицаец, ќе казнам сите несовесно што возат. Кога би бил полицаец, ќе ги казнам сите што возат без појас. Ако сум бил полицаец, ќе зголемам Казната за? Казната за фрлање на отпадоци. Така. Ај се една брза игра, од тие во круг, со повторување. Може ли? Јас ќе кажам збор и вие ќе го одиграте и ќе го повторувате. Значи се пренесува. Ќе почнеме од кај мене, после од кај Сашка. Само многу брзо работиме, ритмички како што сме работеле. Чао! 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 Чао. Чао! Доста! Доста бе! Доста бе! Доста! 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 Доста. Доста! 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 Доста бе! Доста! 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 Доста. Доста! Доста! Те сакам. Те сакам. Извини. Извини. Ајде, одиме на Нишалка. Да станеме? Да. Ова е за наставниците, можам да кажем, кога нивните деца се заморени, кога немаат повеќе инспирација да седат мирни на час и кога имаат германски, еве така вика Никола, кога имате германски, даме, кога имате германски, да наставниците да ја користат оваа вежба или некој друг предмет што е многу тежок, што не го сакате? Математика, добро. Како се викаше вежбава? Нишалка. Ајде фатиме ритам. Вау! 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 Вау!
Океј. Сака некој друг? Сака некој друг? Зашо не? Ај, Сашка. Сакате ја да играм или не? Може. Ај, ја да играм. Средина ке ме пуштите? Ајде. Yes! Yes! Ти си крива. Ти си крива! Ти си крива. Ти си крива! Епа нема веќе. Нема веќе! Епа нема зира. Нема зира! Епа не. Океј. Сака некој уште еден или не? Можеш ти тоа. Сака уште некој? Ова беше за час по германски, така беше, Никола? Ова беше за час по германски и дадовме идеја на професорката. Ама тоа може и на германски да биде. Ja! Nein! Ich hab! Нели? Значи, може и на таков начин да се учи јазик. Значи, ако сме малце креативни, можеме сите овие вежби да ги искористиме за да учиме јазик. Која вежба реговме ќе работиме? Машина. Кој ќе почне прв? Јас? Сашка. Сашка. Сакате јас да почнам прва? Да. Ке ми биде смешно на луѓето, ама сега добро. Вака, вие ќе ми се приклучувате, добро? Јас ќе застанам на средина сега. Машина. Брум, 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 Ви благодарам што ми дозволивте со вас да го пуштам првиот аларм и ви посакувам многу успех во училиште, а најмногу од се ви посакувам да ве слушаат и родителите и наставниците. И за крајот би им посакала на родителите да одвојат барем 5 до 10 минути време во денот и да им се насмеат на децата и да ги сослушаат нивните проблеми. Тоа не е инвестиција за нивна иднина, туку инвестиција за еднината на оваа држава, односно на оваа земја. Останете со нас и следниот понеделник, тогаш ќе зборуваме на тема стари. Добра ноќ.